Почитувани сограѓани, наспроти скептиците кои се занимаваат со многу други проблеми, но не и со суштинските проблеми на Република Македонија денес, наспроти сите оние кои сметаат дека достоинство ќе излезе со ова идеја и истиот ден ќе ја заврши како неуспешна, еве им порачуваме денес од овој собир дека достоинство останува на својата идеја, дека достоинство ќе ја продолжи таа идеја до конечна нејзина реализација. Ви благодарам што се одзвавте денес да го споделиме нашиот револт, да го споделиме нашиот непокор и уште поотцврсти да ви ветиме дека достоинство до крај ќе ја реализира оваа акција, не заради достоинство, не заради нас овде присутните, току заради одржувањето и спасувањето на Република Македонија. Последниве денови, вклучувајќи го и денешниот ден, силно сме исправени пред предизвикот дали ќе го понижиме достоинството на македонските граѓани или ќе го дигнеме високо и гордо нашиот збор, да им покажеме на тие кои не им мислат добро на Македонија дека вака повеќе не може. Никогаш, ама баш никогаш, нема да се помириме со оваа ситуација. Вооружените терористи, вооружените екстремистички групации и поединци меѓу нив да ја водат одбраната на Република Македонија. Иако некои кои сакаат да ја потценат нашата активност и се обидуваат да ни припишат радикализам во оваа наша идеја, ние на сите им порачуваме: достоинство е за соживот, достоинство е за современа Република Македонија, достоинство е за единствена армија на Република Македонија. И баш заради тоа го правиме ова. Ние сакаме да изградиме современ систем на безбедноста и одбраната. Ние знаеме што значи систем на одбрана и баш заради тоа се сметаме како достоинство, како негови членови, дека сме повикани да го дигнеме својот глас против сите оние кои, сметајќи на своите лични и партиски интереси, го забораваат интересот на Република Македонија и ни создаваат ситуации на компромиси кои воопшто не се во согласност со она што сакаме да го направиме од Македонија и од системот за безбедност и одбрана. Ние продолжуваме со нашата акција. Ние ја започнавме како автохтона оваа наша идеја и активност. Побаравме поддршка од сите граѓани на Република Македонија, бидејќи интересот на оваа акција и идеја не е партиска, не е на било која лева или десна опција, ова е интерес на Република Македонија. Ќе бевме среќни ако во меѓукоалициското надпреварување и спогодување ни понудеа решение за министер за одбрана, човек кој ги нема окрвавено своите раце, кој ги нема окрвавено своите идеи како да ги напаѓаат безбедносните структури на Република Македонија, кои се ставија на браникот на одбраната во 2001 година, но ете, интересите пред се лични и партиски доведоа до оваа ситуација денес за министер за одбрана да имаме човек кој ги организирал, а можеби и убил нашите бранители. Ние, бранителите од 2001 година, потпомогнати со вас,
граѓаните на Република Македонија кои знаеја и да го прочитаат она што го посакуваме и што го ставивме на лист хартија и кои знаеја да ја видат визијата дека Република Македонија не може да гради соживот со терористи и организирани вооружени групации, туку дека Република Македонија треба да ги гради своите структури исклучително и врз основа на авторитетот на личностите и исклучително и врз основа на квалитетите на предложените и избрани кандидати. Тие услови Талат Џафери ги нема. Затоа сакам да порачам. Ние не сме за тоа албанците во Република Македонија да не бидат кандидирани и избирани. Ние сакаме да живееме заедно со нив и ние ќе направиме се во прв план, кога се предлага и кога се избира, да биде квалитетот и професионалноста, а не меѓупартискиот договор и не посебно личните интереси на владеачката коалиција. Затоа и денес застануваме наспроти нивните интереси, а во заштита на интересите на Република Македонија. Од тука сакам да ве повикам да продолжиме заеднички до исполнување на оваа наша конкретна цел, да ја прошириме нашата идеја не само врз основа на партиската определеност, туку и врз основа на нашата заинтересираност, да ја видиме Република Македонија поцврста, поединствена и во организацијска смисла современа држава, како што тоа наликува на 21. век. Тие што се спротивставуваат на оваа идеја, ни велат, па тој беше заменик министер. Ни велат, па тој е исто граѓанин на Република Македонија и негово уставно право е да биде биран и избран. Апсолутно го поддржуваме тоа, но апсолутно се залагаме за квалитетот и професионалниот однос што министерот за одбрана треба да го манифестира во развојот на системот за одбрана на Република Македонија и во системот на развојот на Република Македонија во целост. Талат Џафери и со својот прв говор при примопредавањето на должноста покажа дека тоа не е. Тој сака армиската средина и воопшто армијата да биде пресликана ситуација на државата. Па јас ве прашувам, во каква состојба ни е денес Република Македонија, односно во каква состојба ни е државата? И ако погледаме дека таа по сите шавови се расцепува, ако погледаме дека сме мизерија, ако погледаме дека се повеќе и повеќе од ден во ден расте сиромаштијата и бедата на граѓанинот на Република Македонија, ако погледаме дека нема никакво единство и раслојување присутно по сите основи, тогаш која тоа слика од државата Талат Џафери сака да ја преслика во армијата? Зарем навистина сака и од армијата да направи социјална структура? Зарем навистина сака да ја раслојува и армијата во нејзиното единство кое се уште го манифестира? И затоа јас му порачувам, нека ја заборави оваа идеја, нека не ја чепка армијата на Република Македонија, која од секогаш, па и ден денес го покажувала своето единство и која навистина професионално се извршува својата обврска. Талат Џафери, како избран министер, но не и мој министер, верувам, и не и ваш министер за одбрана, сака да воведе меѓуетничко помирување внатре во армијата. Па јас се прашувам, а имам право да се прашам, бидејќи добро ги следам
состојбите во армијата на Република Македонија, за какво меѓуетничко помирување станува збор кога армијата апсолутно од нејзиното формирање до денешниот ден си го покажува и својот професионален однос кон задачите и нема никакво раслојување, туку исклучително ценет е секој припадник на армијата на Република Македонија според неговиот придонес во развојот на армијата. Тој очигледно доаѓа со идеја, доаѓа со задача да ја раслои армијата, да ја го вовлече политичкото влијание во структурите на армијата и да ја разедини армијата. Тоа ние нема да го дозволиме. Дали само напросто зборувам напразно? Па еве имавме можност да го видиме вчерашниот ден. Талат Џафери не се осмели да присуствува на најголемиот ден, на денот на формирањето на една наша најголема единица и единица која врвните своји резултати ги покажа и 2001 година, но единица која еве и во меѓународните мисии покажува изворедни резултати. Очигледно тој нити имаше храброст, нити имаше желба да им го честита денот и тој најголем ден за ова единица да го прослави со тие припадници. Таков министер не ни треба. Да живе армија! Јас ќе го кажам. Талат Џафери навистина не е компетентна личност да го води системот за одбрана на Република Македонија. Тој дезертираше од поранешната Југословенска народна армија. Тој потпиша заклетва, но не ја одржа и дезертираше од армијата на Република Македонија. Тој сега повторно потпиша заклетва како министер за одбрана на Република Македонија, но јас ве убедувам дека ни малку нема морал во тој човек да го одржи тоа што го потпише и што го изрече како заклетва дека ќе биде министер за одбрана на Република Македонија. Тој доаѓа со некои негови цели. Од таков човек не може да се очекува дека ќе даде придонес во развојот на армијата на Република Македонија, уште помалку дека ќе даде придонес во развојот на системот за одбрана. Ете затоа ние го дигаме својот глас. Ние бараме тие кои ги предлагаат и тие кои ги бираат, да ги бираат врз основа на резултати, но на позитивни резултати, а не како што беше образложението на премиерот дека Талат Џафери и другите двајца имале одлични резултати постигнати во минатото. Се прашувам, за кого резултати? За Македонија сигурно не. Почитувани сограѓани, цврсто сме одлучени во достоинство да истраеме на оваа идеја, да ја побараме вашата поддршка, да ни помогнете, бидејќи се работи за собирање на 150.000 потписи и еднаш за секогаш и на оваа актуелна власт, но и на било која друга следна, да им покажеме и докажеме дека сме цврсто убедени и цврсто стоиме на ставот дека кога треба да кандидираме и избираме, треба да бираме само квалитетни кадри, кадри кои се лојални на Република Македонија, кадри од кои треба да се очекуваат резултати во нивното работење. Со Талат Џафери тоа не е можно. Уште еднаш ве повикувам да бидеме достојни и доследни на идејата која достоинство ја спроведува, да ги поддржиме сите овие активности и да истраеме до крајот и уште еднаш да им порачаме на оваа власт дека Талат Џафери не е наш министер и тој нема никогаш ни да биде.
ние како достоинство ќе идеме и понатаму. Не само што нема да се помириме со ваквата состојба и со конкретнава ситуација. Еден ден, кога ќе дојдеме во можност да го кажеме нашиот глас во рамките на собранието и власта, ние ќе покренеме една нова иницијатива, една политичка декларација, да го поништиме овој предлог и овој избор на Талат Џафери за министер за одбрана, без оглед на тоа кога тоа ќе дојде. Апсолутно сум убеден дека стоиме на правиот пат, дека со ова наше граѓанско движење се спротивставуваме на сите негативни појави во Република Македонија и дека навистина ќе придонесеме еден ден да се гордееме за оваа активност и идеја која ја спроведуваме, а се за цел и се во смисла на тоа да ја развиваме Република Македонија како современа држава и одбраната на Република Македонија како соверен одбранбен систем кој пред се и над се ќе го организираме и оспособиме за одбрана на Република Македонија, а понатаму и сите други цели. Затоа да живее армијата на Република Македонија, да живее Република Македонија.